Идниот попис во Македонија ќе биде електронски, најави министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, а од Државниот завод за статистика велат дека тој ќе обезбеди широк спектар на точни, брзи и употребливи информации. Она што е наша политичка обврска, тоа е да ги направиме сите подготовки за дигитален попис. Јас точно знам во програмата на влада и програмата на партијата пишува во 2026 година, ги знаеме правилата на Евростат дека тоа треба да се случува на 10 години, што значи дека ние оваа година мораме да работиме секој на своите регистри, секој на интероперабилноста на податоците, за да бидеме подготвени да тоа можеме да го направиме. А ќе имаме време да од денес до рокот кога што е за спроведување на тој попис, ние ги тестираме, ги пилотираме фазите, секако под водство на Државниот завод за статистика и сме сигурни дека во моментот кога ќе дојде пописот, сите ќе му веруваме и на резултатите и на методологијата на кој што тој беше направен. Нашата цел е следниот попис на население да биде спроведен електронски, односно со користење на статистичката терминологија, со користење на административни извори. За таа цел започнавме активности за воспоставување на статистички регистар на население, каде што заедно со институциите кои што се носители на административните збирки на податоци, работиме на испитување на квалитетот на податоците. Денес беа промовирани 3 нови електронски услуги од областа на високото образование, но предстои комплетирање на интегралниот систем, изјави министерот Андоновски, потенцирајќи дека во моментов министерството нуди 10.000 дигитални услуги месечно. Се стабилизираме на бројката од 10.000 услуги месечно кои што ги даваме на нашите граѓани. Ова е стабилизација од последниве 3 месеци каде што немаше некои нови услуги, што значи дека тоа е новото ниво на порталот. Само за споредба 2024 година започнавме со само 1400, 1200 до 1400 услуги месечно на националниот портал за услуги, што е скоро 10 пати зголемување на бројот на трансакции на порталот. Најбарани се услугите за електронски изводи на родени, венчани, починати и оние за брачна состојба, вели статистиката на електронски услуги.